прво ќе се определи цена за чување на тој отпад во одредени депонии. Значи во државата ќе се прават неколку депонии е планирано и регулаторната комисија за енергетика прво треба да определи цена колку ќе чини тој отпад да се чува во овие депонии, а понатака регулаторната комисија за енергетика ќе се спушти до секој потрошувач, до секое домаќинство и постојат, како што кажавте и вие, повеќе опции. Дали ќе иде врз основа на квадратурата која што имате, дали ќе оди врз основа на количината на отпадот што го давате, што може да биде и проблем на почетокот, тоа е тешко мерливо, ќе ги видиме, во принцип има сериозни европски проекти поддржани од Европската унија, од британската амбасада, така да ќе ни помогнат во изработка на овие методологии со една единствена цел граѓаните да добијат правична цена за користење на комуналниот отпад. Она што е од сега јасно е дека комуналниот отпад е бизнис. И дека со тој отпад, особено со биоразградивиот, може да се заработуваат сериозни пари. И ние треба да ја смениме перцепцијата во државата што значи една депонија. Значи, нашето сваќање за депонија, за жал, е еден растурен систем на чување на ѓубре, каде што секој може да влезе, да запали, да земе тоа што му треба и да предизвика штетни последици на животната средина. Тоа го гледаме во повеќе градови во државата, на крај ги чуваат на одредено место, во самопрогласена депонија, и за да си го решат проблеми, на краја пала таа депонија. Значи, со тој комунален отпад може да се заработуваат пари. Тој комунален отпад може да се користи за производство и на електрична енергија и на топлинска енергија.